Добар ден, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка на македонски, се јавам од црвениот килим од театарот Долби. Со екипата на Медена земја разговаравме специјално за нашата програма, при што ја истакна важноста од пораката што испраќа филмот не само тука во Холивуд, туку насекаде во светот. Колкава тежина носи номинацијата за Оскар? Огромна тежина која што тек ќе ја сватиме откако ќе заврши се тоа. А за сега најголема тежина паѓа на нас како тим, паѓа на нашата земја, која што за прв пат на овој начин препознаена насекаде и за прв пат го доживува ова. И најмногу паѓа, мислам, на иднината на како ќе се бираат филмовите за номинација, бидејќи ги смени правилата тие две номинации. Љубо, што значи лично за вас како филмачи ако добиете Оскар? Па значи, ако добиеме Оскар, секако века значите, највисоко признание, ама значат и овие две номинации, нели? И мене лично највише ми значат затоа што овој филм е направен на крајно ентузијастична основа. Оваа екипа овде што ја гледате плюс една жена која исто овде дојде, ама жал не е тука с нас. И Фолтин. И Фолтин, добро сега, збориме за основната екипа. И без нели големи буџети, без големи продукции, без скапа опрема, без... На вас сите ви го промени Медена земја филмот. Атиче, како тебе лично ти го промени животот? Јас што го сакав тој, значи со една чашка вода сум рекол и тоа ми промени животот, со го стап напред тоа ми. Значи сите на дома стоивме, теравме напред, тоа беше голема победа за нас. Фаца, зошто темава денес? Зошто е толку важна оваа environmental message што ја дава филмот? Земјата е во опасност. Тоа е веќе јасно. А е многу интересно затоа што оваква една порака се пренесува токму од Атиџе. Нели што доаѓа од една таква средина кај што немала ништо и стварно е одекот на таа порака е многу голем. Тоа е многу значајно. Освен феноменална порака, филмов доби брилијантни рецензии за камерата благодарение на вас двајца. Пред 2 недели добивте и награда од Американската асоциација на камермани. Што значи таа лично за вас? Па до сега тоа не е фактички нашиот, да речеме, Оскар. Мислам, таа е Оскар за нас како кинематографи. Веќе е признание од најдобрите филмски сниматели во светот, поготово од Америка. И за нас што е најзначено, што е прв пат историски да и документарен филм биде номиниран за таква категорија, а поготово исто од Македонија. Значи сите овие работи што се случуваат покрај Оскарите и тоа е за нас како личен голем успех. Снимањето на Медена земја за крај траеше цели 3 години. Колку успехот и резултат на оваа енергија која имавте сите со Атиче како лајт мотив во целава оваа идеја? Тамара, да резимираме. Суштински секако. Оваа жена има највеќе енергија што може човек да замисли. Не е доловано тоа во филмот колку што и во живо ја има и она ни беше од почеток мотив да го тргнеме овој филм во таа насока во која што е денес и до ден денес остана таква. Ние тргнавме со пари и план за неколку месеци да останавме само 3 години. Благодарам за разговорот и ви посакувам секаков успех. Јас сум Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, во Беверли Хилс разговарам со екипата на Медена земја.